Благодарам, господин Джафери. Јас имам 3 пратенички прашања. Првото прашање е за премиерот Зоран Заев и се однесува на неговото видување за писмото кое што деновиве беше обзнането во медиумите, испратено од страна на амбасадорот Джес Бейли до Основниот суд Скопје 1, до владата преку Министерството за правда, до председателот на Судски совет и до председателот на Скопска апелација. Почитуван господине Заев, сакав да го знам вашето мислење. Дали ова писмо во кое што се цитира разочарувањето на американскиот амбасадор од злоупотребата на неговата функција, име или амбасада, е и ваше разочарување, а поврзано со можна злоупотреба и местење на одредени судски процеси при изрекувањето на мерки притвор или при определувањето на пресудите. И дали вие како премиер, чија влада има представник во Судскиот совет, тоа е министерот за правда, без право да одлучува, но со право да работи во Судскиот совет и да покренува иницијативи, дали владата, која што ја предводите, ќе покрене иницијатива во Судскиот совет според неговата надлежност да се поведе истрага кои судии или судови злоупотребиле авторитет на странски амбасадор на пријателска држава за местење на судски процеси или на судски одлуки или пресуди. Тоа е првото прашање. Второто прашање е повторно до премиерот Заев. Како сте задоволен од телефонскиот разговор со господинот Јункер, председателот на Европската комисија, а поврзано со квотите кои што следната година ќе бидат воведени и кон Република Македонија, а се однесуваат на извозот на челик во земјите членки на Европската Унија. Особено ако се знае дека близу 88% од извозот на овие производи е насочен кон пазарите на Европската Унија, а вашиот вице-премиер излезе со мислење, господинот Османи, дека тоа може да предизвика штета од отприлика 100 милиони евра кон македонското стопанство, особено кон оние што се занимаваат со производство на челик. Дали вие, во вашиот телефонски разговор со господинот Јункер, успеавте да издействувате промена на ваквата одлука, а во интерес на македонското стопанство? И третото прашање е до министерот за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски, и се однесува на темата која што ја покрена државниот јавен обвинител, кој што излезе со став кон јавноста, кој што потоа министерот каже дека му бил познат, дека од 30 септември 2016 година јавното обвинителство има сознанија дека е прислушкувано. Дали имате сознание од истрагата, кој го правил тоа прислушкување, кој ги користел тие материјали и дали истите можеле евентуално да влијаат врз работата на јавното обвинителство или може би и врз работата на судството, а поврзано со последниот дипломатски и судски скандал кој што го обзнани и амбасадорот на Америка, господин Бейли. Благодарам многу.